Граѓаните велат дека трошоците за средствата за хигиена во време на пандемија се уште поголеми, затоа што истите поради превенција повеќе се трошат. Ова се средствата за лична хигиена кои што на едно семејство му требаат за да ја одржуваат хигиената. Нашите пресметки говорат дека на едно семејство просечно во текот на месецот му требаат околу 2000 денари. Но тука не се земаат во предвид трошоците на средствата за дезинфекција, бараат интервенција на државата, а не да се гледа слепо на состојбата на пазарот, каде дури се зголемуваат цените на овие производи. Се да се намалат, да се зголемуваат цените. Али на држава му треба пари и на овие други, затоа работат вака. Цените нормално треба да бидат помали. Сега се нормално големи се цени. Од Стопанската комора на Северозападна Македонија велат дека даношните олеснувања уште со почетокот на пандемијата за овие производи требаше да се намалат, затоа што заштитата на нашето здравје треба да биде најголем приоритет на властите. Царинската стапка да биде најмалку иста, за да нема замерки по однос на X земји кои што веќе не може секој ден да го менуваат нивниот тарифник. За овие проблеми од комората разговарале уште на првиот состанок со новиот владин состав. Им посочиле дека не се само цените проблем, туку и квалитетот на средствата за хигиена кои се увезуваат од странство. Наши членови ни посочиле повеќе производи кои немаат соодветна декларација, а некои имаат декларација на производите, но составот на средството е сосема нешто друго. Во овој сектор треба да се спроведат строги контроли и инспекцијата да биде на терен, истакна од комората. Инспекцијските служби кај нас спијат или па одат по нарачка, не ја вршат нивната перманентна работа. Или па и тие се досадени затоа што и на нивно прво интервенирање негдека, пак политиката ќе им се замеша. За да се спречи злоупотребата, вели Кучи, потребни се строги санкции кон увозниците на овие производи, кои даваат лажни гаранции дека средствата за хигиена ги исполнуваат критериумите, за истите на крај да завршат кај најосетливите пациенти, во здравствените установи, како и кај децата во градинките и училиштата.